Добро, дали се слушаме? Да, Почитувани слушатели на Македонската радиопрограма, денес е 11 октомври. Честит и многовековит да ни е денот на востанието на македонскиот народ, народно-ослободителната борба против бугарските фашисти, нацисти, исто така против нацистичка Германија и фашистичка Италија. Имено огромна чест и задоволство за нас и за вас, слушателите на Македонската радиопрограма, да ја имаме како гостинка ќерката на првиот председател на најновата држава Македонија, Методија Андонов Ченто, а ќерка му е Марија Јакимовска Ченто. Марија, добар ден и добро дојдовте на Македонската радиопрограма. добар ден на сите македонци каде и да сте, нека ни е честит и вековит 11 октомври, факелот на македонскиот непокор. Еве, како што кажав, навистина за нас представува особена чест. Вие сте ќерка на еден наш национален македонски великан, голем човек, вашиот татко оставе забележителни траги во историјата на македонскиот народ, човек кој е почитуван од мало до старо и во тоа време, во негово време, од оние сознание кои имам јас и вие што ќе кажете сега во ова интервју, па и понатаму, после она што се случи затворот и затворањето на вашиот татко Ченто, неправилното затворање, па понатаму сите тие настани кои имаме, навистина Методија Андонов Ченто станува еден од нашите великани, рамен на Гоце Делчев. Најнапред, вие како ќерка, еве сакам да ве прашам, како го знаете вашето детство со вашиот татко, мајка ви ваша, фамилијата во Прилеп, како тоа сето се одвиваше во тие услови, нели беше тогаш Македонија под српска окупација, па потоа дојде бугарската окупација? Јас пред се да ви се заблагодарам за тоа што посакавте да имате интервју со мене. Секогаш кога разговарам за татко ми, јас сум исполнета со огромна благодарност и гордост што сум негова ќерка. Родена сум 39-та година, така да за време на српска окупација, така да нормално дека моите сеќавања потекнуваат малку од покасно. И тогаш кога јас сум се родила, татко ми пред тоа 2 пати бил во српски затвори и откако сум се родила некаде 40-та година на 8 декември, тој случај многу често е расправан во гимназијата во Прилеп, што се случило кога сакал да зборува, кога посакал директорот да зборува децата на нивни мајчин јазик во Македонија српски, татко му одговорил дека овие се македонски деца и зборуваат македонски јазик. После тоа бил грубо нападнат и интерниран. Така, окупацијата на Македонија од страна на Германија и на Бугарија го затекнала во Бајна Башта, кај што бил интерниран. Кога се вратил татко ми од таа окупација, јас сум имала само 2 години. Интерниран значи затвор, нели? Да, интерниран во сашност не значи затвор, затоа што тој во Бајна Башта слободно се движел, имал многу пријатели, на кои што благодарение на кои пријатели 2 пати останал жив од како дошле германците во Србија. Пошто бил прокажан како комунист, да потсетам и сега и друг пат, татко ми не бил член на комунистичка партија. Татко ми е граѓански политичар. Татко ми бил познат трговец во Прилеп. Еснав човек, почитуван како освоено честен човек. Иначе, јас како негова ќерка можам да кажам дека беше извонредно интелигентен, дека ние имавме многу голема библиотека дома, на која што благодарение јас многу рано почнав да читам, може би многу интелектуалци што се покажуваат и немало. Понекогаш се случува некој да кажи дека добро, знаете како, било кој човек да се најаваат луѓе што ќе го сакат да го деградира. Татко ми завршил 26-та година Трговачка академија научно. Трговачка академија да се заврши 26-та година било равно на матура. Така да мене ми е многу жал за луѓето што не ги знаат работите и што се осудуваат да кажат дека ете некој продавач на алкохол. Не.
Татко ми бил добар трговец, сме имали и бакалница во која што се предавали прехранбени продукти и водел крчма. И плюс Јан имало во крчмата. Така да бил сестран, многу добро познат во чаршијата, многу почитуван и во никој случај неговото избирање за за председател на АСНОМ, прво коптиран во иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, и неговото избирање не било случајно. Доаѓањето него во чаршијата во Прилеп бил врталиште на напредната македонска интелигенција прилепска. Се собирале на прво место, ќе го кажам, Кузман Јосифовски Питу, кој што бил навистина према мене и ден денеска, јас секогаш повторувам, архитект на македонското движење за ослободување на Македонија, Мирче Ацев, Борка Талески, мислам сите локални наши познати герои што Перо Тикварот. Перо Тиквар, особено врската со Перо Тиквар е малци поинаква, мислам, не само што тоа доаѓа, него таткото негов имаше гостилница во Прилеп и со татком беа многу добри пријатели. Така да се продолжило пријателството е не генерацијски само со Перо Тикварот и нешто Перо Тиквар е помлад од татко ми, прилично помлад, али тоа е пренесено пријателство преко татко му негов. Јас ги знам, мислам, го знам чичкото, него се не ми текнува како се викаш, ама знам пошто сум одела како дете в чаршија, тој држеше кај сатот имаше своја гостилница. Добро, во вашиот во доаѓањето на вашиот татко, нели, вашиот татко бил и голем активист и противник на Србија или на тогашна Југославија, нели? И на србите и на бугарите. Така, сакам да раскажете за тоа нешто повеќе. Само нешто ќе ви кажам, на пример, за време на српска окупација го кажав тој случај што се случил на 8 декември и сум го и друг пат сум кажувала за тоа. Сум кажала и за тоа кога се вратил во ствари од интернација, го затекнале некој комитет што се основал од наши добри македонци што се чувствувале себе за бугари. Јас никому не оспорувам како се чувствувам, а не сакам мене да ми кажува како треба да се чувствувам, ме разбирате? Јас не сакам никој мене да ми кажува јас како треба да се чувствувам. И кога му предложиле да биде член на тој комитет за ете сега ние конечно бугариве ќе се обединиме со нашата матична држава, татко ми рекол јас не сум ни србин, ни бугарин. Јас сум македонец и значи јас куферчево не треба да си го распакувам. Тоа е неговиот одговор. Значи, во секој случај, било кога, во ниеден момент, во сите оние години кои што сум била јас со татко ми, во нашето семејство се знаело дека сме ние македонци. А како беа другите останатите прилепчани? Јас што ги знам, баре со тие што сум доаѓала во контакт, како моите вујковци, јас имам вујков партизан загинато, на мајка ми брат, другиот брат на мајка ми имаше партизанска споменица, третиот брат на мајка ми беше активен, како не партизан, ама активен во за време на ослободувањето во движењето, така да моето семејство пошироко македонци беа сите. Иначе ви кажав, мислам, имаме разговарано дека јас затекнав кога се омажив, мојот сопруг имаше дедо кој што беше жив и бил 25 години во Америка и кога го прашавме како се запишал кога се пријавил таму на влегувањето, па тоа што сум рече македонец, што сум може поинаку да се запише. Да, сакам да ви кажам дека да ги оставиме тие интервјуа што сме ги имале со вас предходно или јас да ги оставим. Да ги оставим. Јас радејќи сега имаме нови луѓе, нови слушатели, секако имаме нова публика, некој ако го повториме кај некој, тоа сепак е добро повторувањето, мајка на знаењето, нели? Јас исто така сакам да ви се заблагодарам. Навистина јас бев и ваш гостин кај вас во вашата куќа, домаќинска, патриотска куќа. И така да, јас, што велеше баба ми, ќе употребам сега и јас еден народен збор. Се ширам како питулица под вршник од гордост. Ве интересираше за моето семејство. Така, преку вашето семејство, нели се тука се представува цел македонски народ. Вака, моето семејство се состоеше од 6 члена.
татко ми, мајка ми Василка, која со огромно достоинство стоеше за татко ми, цел свој живот. Моите тројца постари браќа, мојот најстар брат Илија, полни 90 години, од нас четворицата живи сме јас, тој како најстар, јас како најмала. Мојот втор брат Илија, градежен инженер, мојот брат Андон, кој почина на многу рано, на 45 години, беше економист и беше директор на сектор за набавка во Железара. Брат ми Илија, член на некој меѓународен комитет за изградба на брани и за изградба на хидроцентрали. Мислам, навистина добар стручњак. Мој брат, најмал од браќата, постар од мене, Владимир, имаше завршено некоја виша школа, се занимаваше во Црнибор работеше. И јас, родена 39-та година, дипломиран архитект. Сакам да кажам благодарение на мојата мајка, која што во главном беше со нас. Јас можам само да набрам колку малце со татко ми сме биле. Татко ми, кажав, беше кога се врати од српска затвор по кратко време, беше интерниран еднаш во Златарево, еднаш интерниран во Чучулигово. Каде се тие места, Марија? Во Бугарија, односно Пиринска Македонија. Златарево и Чучулигово. Златарево е на границите со Турција, на границата со Турција, а Чучулигово или мислам дека е Благоевград сега, ако не се лажам, ако не сум погрешила, ама мислам дека е Благоевград. Благоевград е Горна Џумаја. И Горна Џума. Таму некаде бил, има негови слики од трудовак што бил, така ги граделе патишта, инфраструктура граделе. Значи, зборувам 43-та година, во јули, на крај на јули се враќа од интернација од Чучулигово. Јас така го знам тоа, може би да е Горна Џумаја, не ме држете за збор. Ќе го најдеме ние. Ќе го најдите вие. Така да, кога некој ме праша зошто татко ми толку касно излегол партизан, пошто на крај на август заминал партизан, татко ми кога заминал партизан, јас сум имала само 4,5 години. Ме разбирате, значи колку сум била мала, сакам да кажам. Само набројувам колку време сум била со татко ми. 43-та година во август на крајот заминал партизан, а пред тоа бил интерниран. Не можел физички да биде на две места, а плюс и друг пат сум кажала, и сега поново ќе предпоставувам дека размислувал, знаел какви се репресии добиваат семејствата на оние што се знаеле дека се партизани. Да. Неговата врска за да излези партизан бил Кузман Јосифовски Пито. Така? Мислам дека го имам раскажано и друг пат и сега ќе го повторам тој случај што се случи. Кажете повторно. Во Дуќанот, пошто доаѓале стално, татко ми имал радио, тоа радио го пренесовме и дома, после од како се затвори Дуќанот 48 година, кога приватната собственост беше, имаше комплетна конфискација на приватна собственост, радиото беше на батерии. И доаѓале младите овие што се Кузман, Мирче, да слушат Радио Лондон, за да знаат како оди офанзивата на Русија против Германија. И Кузман, кога влегол, татко ми ги познава неговите редовни муштери, сватил дека има непознато лице и Кузман отишол да го приклучи радиото, татко ми пошол, не може, рекол, да пуштате, само пуштате музика, ништо не порачувате, извини, ама не може, ама така, лошо. Му се обратил и Кузман се навреди. Наредниот ден, кога дошол, немало ни непознати, ни познати, му објаснат и му се заблагодарил за тоа што го направи. Ќе раскажам уште еден случај што се случило. 43-та година во август, мислам дека на 28 е починат цар Борис III, сега што имаме клуб во Охрид, културен. Не знам која е врската со културата, ама не е битно. Нема никаква врска, каква култура. Татко ми не бил тука. Татко ми бил веќе на крај на август одел да откупува грозје за Дуќанот. И дошол Вујко ми, овај најмалиот што кажа, партизан што е погина, Атанас.
Имало машина за куцање во дуќанот, донесена од дедо, од татко на Круме Волнаровски, некој да ја продаде. Ако некој ја сака да ја откупи, да ја продаде, ама не била во самиот дуќан, него била во просторот од данот оставена. И Вујко ми почел да чука по машината, ама во самиот дуќан имало тие кодоши, ги имале секогаш, знаете, тоа е. Кодошите ден денеска ги има. Да, како И тој ножниците. го слушнал куцањето и прашал каде е вецето, кој е вецето. Такви полски клозети како што ги имала. И човекот отишол таму и го видел овај дека куца на машина и само по неполни 20 минути стасале двајца джандари, го забрале Вујко ми. Вујко ми извадил од джебот, оставил што има во джебовите на мајка ми на масата на биро, пошто мајка ми, кога татко ми бил осуден, мајка ми била во дуќанот. И после, од како го зеле, расфрлил летоци. Неполни ни сат не поминало, дошле, ја уапсиле мајка ми. Мајка ми беше 3 дена во затвор. Затворот во тоа време, дали тоа беше во ствари објект на полициската станица од бугарите, не ме држете. Затворот беше наспроти училиштено, што е Кочорацин во Прилеп. Наспроти него уште постои таа зграда. Моите раскажуваја дека браќа ми, брат ми најстариот бил во дуќанот, одма не собрал и сите не однесол таму пред зградата, јас сум почнала да викам мамо, 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 мајка ми излегла и рекла тргнете се, оти тебе на тепан. Ме разбирате? 3 дена била во затвор, али кога се докажало дека не се куцани летоците, Вујко ми што ги распостол низ Прилеп, се на машината мајка ми за тоа ја ослободиле. Уште еден детал, колку се мајка ми поднесла во тоа време. И после тоа татко ми заминал партизан. А уште пред да замени, кажете ми за она, вие како девојче кога сте биле малечка, 4 години кога влеговте во дуќанот. Да ви раскажам. Епа, јас мислам дуќанот на татко ми го знам тоа, сега знам, тогаш не знаев. Служел како трансфер на за снабдување на артикли за снабдување на партизаните. И се сеќавам дека не се сеќавам, извинете, ова ми беше кажано после, дека сум влегла во подрумот и сум видела многу компири. А сум имала само 4 години. И вика, и сум видела многу компири, и сум рекла и компири, ама ништо. По 2 дена поново сум отишла во дуќан, често одевме, не толку за дуќанот, мислам за ова кафаната, ами повеќе за кршмата, ами повеќе за бакалницата, кај имаш и чоколади, ама не ни беше дозволено сами да земеме, само ако ни дај татко ми. И сум влегла во овизво и сум почела да викам, бе, кај се компирите, каде се компирите? Татко ми рекол, кој компири, какви компири ти си видела овде? Ама имаш овде врејки со компири? Не бе, сине, како си можела воопште да видиш компири? И наредба на мајка ми, повеќе в чашија да не доаѓа керка ми, оти ќе направи големи проблеми. Тоа е сеќавањето за моето детство. Се кажам, значи која замена. Мене сакам само да потврдам тука да направам една дефиниција заради еден така наречен научник од Македонија кој се контрира со мене, дека зошто Ченто не излегол порано заедно со 41 година. Сакам еве сега да пренесам дека јас го знаев, тоа му кажувам, меѓутоа тоа не сака тој да го знае, но за јавност еве да кажеме дека најпрво беше затвор во Србија, потоа беше интерниран, како што рековте, во Бугарија и во исто време не може да биде на 2 места. Значи, кога дојде времето, 43 година, тој отиде каде што треба да оди. И сега сакам да продолжите каде замина. Само уште ова би сакала да го кажам, кога го затвориле татко ми. Така? И кога го интернирале. Мајка ми отишла да го праша тогашниот началник на полиција Куцар. Зошто го затворивте човек? И за време, кога беа србите, добро, не го употребувале терминот окупација, и кога беа србите, беше во затвор. Си дојде од затвор, и вие од српски затвор, од кога дојдовте вие, и сија вие поново го затворате. Зошто, му рекла, објаснете ми зошто. Вика, мајка ми тоа на бугарски го кажуваше, госпожа, ние сега дојдохме. Ние не ги знаеме вашите хора. Ваши хора дојдоха, кажаа дека е опасен комунист, да го затвориме.
Татко ви не беше ниту комунист? Не, татко ми не беше комунист, али активен граѓански политичар. Затоа што уште од дете неговите раскажувања лично уште рано сватил дека не сме ни срби, ни бугари, поготово за време на балканските војни кога се врвели и српски и бугарски војски, јазикот не им го разбирале. Ме разбирате? И сватил дека ние не сме ни тоа, ни тоа. Така да многу рано се осознал дека е македонец и многу рано почнал да учествува во желбата Македонија да биде самостојна држава. Така, кажете ми каде замина со првите негови партизански дејствувања? Мислам дека прво имал некое неуспешно приклучување кон партизанските одреди, па се повратил во градот преку Охрид е заминат. Не знам со кого, не знам точно. Искрено не можам за тоа да кажам, оставам на историчарите, пошто тоа е сепак историска работа. Само знам дека е активен учесник и за време на февруарскиот поход со Михајло Апостолски. Со Михајло Апостолски, и друг пат сум кажала дека тој во сашност од секогаш сакал македонците сами себе да се управуваат. Кога почнаа да се организираат бригади македонски на партизаните, се почнало да дошле комунисти од Србија, да се поставува на бригадите да ги раководат срби. Татко ми бил противник на тоа, рачунајќи дека ние сами себе можеме да се управуваме. Зачудувачки е тоа што и ден денеска некој мисли дека не умееме сами, па треба некој да ни каже како треба да се однесуваме. И кога бил февруарскиот поход, било понудено, речено да се повлечат партизаните во Србија, во Косово. Татко ми рекол не. Ние имаме каде да одиме. Ние ќе одиме во Егејска Македонија, тоа е наш дел, наши луѓе, таму ќе се прибериме. Секогаш кажуваше, и ден денеска кажувам, дека било кое такво партизанско движење најмногу зависи од луѓето, поготово од луѓето кои живеат во селата. Значи предлогот да се тргне од Егејскиот дел на Македонија е на вашиот татко. Да. И во Фуштани. Да, во Фуштани, каде што се собрани и се формира и првата бригада. Негово беше дека сите во сашност селаните македонци, грото, веројатно дека секаде има, биле тие што биле огромна потпора на партизанското движење. Ќе докажам, татко ми одма после како излегол партизан, по некое време е предложен за да биде председател на иницијативниот одбор за свикување на АСМИ. 44-та година. Уште ова сакав да ми кажете, Марија. Заедно со Апостолски го изоде целиот февруарски поход вашиот татко Методиј Андоновченто? Да. Тоа било, колку биле, шо биле, тоа го знаат историчарите. Никој, мислам, не сме разговарале за тоа. Само добро, ова е важно, дека целиот поход Да. И сите тие борби што се случуваја тогаш ги помина. И ќе раскажам уште еден случај конкретно за нашето семејство. Значи кажувам дека како татко ми заминал партизан, дуќанот останал на мајка ми. Пошто калфа во дуќанот бил Јоска Ордановски Оцка, братучет на татко ми, и Борка, негов брат, а Јоска Ордановски, знаете дека и тој е партизан Прилепски, загинат е. Пошто немало калфи, мојот брат, иако имал само 11 години, тој одел надуќан заедно со мајка ми. 44-та година, по каналите што се ги имале движењето, на мајка ми било кажано да се, пошто татко ми имал судир во Мариово, кај што имало службеници прилепчани. Кога стигнал татко ми со партизаните, двајца луѓе веќе биле стрелани од тие службениците, од, не знам како се викал тој што бил командант на бригадата Срби. Не знам како се викал, не ме држете за збор. Татко ми кажал дека не смееме да ги убиваме, овие луѓе работеле за леп. И татко
си се вратиле луѓето и луѓето кажале во Прилеп. Јас пред некоја година ќерка негова на еден од тие ми кажа дека благодарение на татко ми, татко е останал жив. Пред неколку години. Луѓето се плашеа, после ќе разговараме за тоа. На мајка ми беше кажано дека треба да се иселиме затоа што бугарите се заканиле дека ќе ја запалат куќата и дека ќе не однесат нас во логор. Значи на крај на јуни ние сме излезени од Прилеп. Јас, мајка ми и моите 44-та година, прво бевме во Мажучишта кај пријатели на татко ми, а после бевме во Забрчани. Не му беа пријатели тие на татко ми пред тоа, тие ни беа после најдобри пријатели, фамилија Апостоловски. Значи ова е од административците што дојдоа да администрираат. Да, од административците. Значи бевме кај Апостоловци, Милан, имаше повеќе тројца браќа. Да, генерално зборување. И ние бевме таму се до после завршувањето на АСНОМ, кога на слободна територија во Горно Врановци беше преселен целиот штаб. Што беше? Прво отидоа мајка ми, брат ми најстариот во после завршување на АСНОМ, а ние некаде на крај на август отидовме во Горно Врановци и останавме се додека Прилеп не беше ослободен во Горно Врановци во штабот. Таму ние бевме конечно споено семејството, ама татко ми многу ретко го гледав и тогаш. Многу ретко го гледав. Ајде, Марија, сакам да ми кажете за средбата на вашиот татко Ченто со Тито на островот Вис. Да, на островот Вис. Пред одржување... Таа е една историска средба, која треба да ја разголиме, да ја кажеме за јавноста. Одржување на АСНО. Веќе биле одржани на Авној. 43-та година Авној било одржано собранието на кој што не стасале нашите избрани да појдат. Делегати. Делегати, за како? Зошто не знам. Историчарите нека го расправат тоа. Бил со Мане Чучков и уште со некој друг. Се сретнале со Тито, разговарале. Услов на татко ми било дека по негово кажување, дека кажал, македонците накане се да не зборуваме дека за социјална правда ја почна војдат. Грото на македонците што сега дозволи Марија, ова таткови му го вели на Тито. Да. По негово кажување, македонците излекоја, ја видоа приликата во ова втора светска војна во светот да се изборат за своите права, да се ослободи конечно македонците да имат своја сопствена држава, али и да се обедини затоа што 1913 година Македонија е распарчана. Грешно и неправедно е да се каже дека Македонија е само територија. Не, Македонија е држава на македонците. Не било поимо Македонија не означува дека е територија. Ние сме македонци, живееме географски поим. Не географски поим. Не, Македонија не е географски поим. Македонија била држава на македонци. Мислам, тоа треба да се знае. Нажалост и покрај сите негирања, јас се чувствувам македонка и сите од моето семејство се македонци. Јас зборувам македонски јазик, кој што го зборувала и мојата баба, и моите родители, го зборуваат и моите деца, и моите внуци, се надевам и моите правнуци. Така. Кажете ни уште збор 2, дали татко Ченто се вратил задоволен или како завршил состанокот? Да, се вратил. Ние од една страна знаеме историски, нели, она што нас ни пренесувале. Меѓутоа сега ова е од прва рака од вас, ако нешто знаете. Татко ми се вратил задоволен од разговорот со Тито. Имаше големо почитување према Тито и Тито беше дојден и во Скопје кога бевме. Знам дека се сретне и во Скопје со него и уште неколку пати кога одел во Белград. Меѓу другото, мислам дека друг пат не сме разговарале кога се гласал уставот на Југославија. Татко ми бил воедно и пратеник во собранието на Југославија. На Југославија. Татко ми барал да се внеси во уставот и одцепување. Право на одцепување на
И заради тоа што тој не се внесло, не сакал да гласа и не гласал за тоа. Тоа го знам сигурно, Значи, а знам не дека само определување, туку да имаме право и не и само отцепување. отцепување. Само определување и право на отцепување. Тогаш бевме сите 6 мина во Белград, јас се сеќавам во хотел Мажестик. Тоа се моменти кога сме биле со татко ми и баш во таа средба бевме и кај Влахов. Беше Влахов во Белград и бевме гости кај него. Со Кај моите родители. Димитар Влахов. Димитар Влахов и син му. Историски средби. Сакам, Марија, да ми кажете нешто околу судирот на вашиот татко со Темпо, бидејќи Киро Глигоров еднаш го слушав како вашиот татко... Како сладко се смее на тоа. Да, каде што се смее кога му рекол ти да си одиш во Србија, а за Абас, како се викаше тој, Цветковиќ Абас. Не, работата беше за Видое Смилевски Бато. Смилевиќ Бато. Да. Страхил Гигов, кога се составувал президиумот, предложил во тој президиум да влези Видое Смилевиќ Бато. И татко ми прашал дали е тој македонец. Па, дали знае македонски? Па, че научи детето. Тој е многу добар другар, добар комунист. Па вика, како е толку добар другар, толку комунист татко ми, ова и од Киро Глигоров ги имам слушано. Земете си го вие во комитетот ваш на комунисти, што вие. И Страхил Гигов се налутил и отишол го викнал Темпо. И дошол Темпо, јас го кажувам, она што го гледам, мислам, од Киро Глигоров го знаев, ама мене многу ми беше задоволство кога го видов тоа од Киро. И му рекол, ти тако, Ченто, ти нечеш да примиш ово Смилевиќа, он е изванреден другар. А татко ми се тврди, овде е Македонија, ние ќе решаваме за македонските прашања, вие во Србија да си решавате. И Темпо, чека да ми се спреми, иде му, враќам се у Србија. И трчал Страхил Гигов, немој друже Темпо. И вика, а Киро Глигоров каже, и после вика состави комисија за да не испитува, на главен Видое Смилевски на комисијата. Значи, мислам, да, значи уште одма дојде таа наредба да се сруши Методи Андонов Ченто. Па мислам дека неговите идеи за Македонија самостална, обединета и независна не биле во склоп на тогашниот систем. Тој тоа го барал, мислам, најмногу му било за да се обедини Македонија. На наша голема жалост, штета што бугарскиот тоа што бил Ѓорѓи, побегна името. Димитров. Ѓорѓи Димитров, да останел подолго, веројатно ќе се обединила Пиренска Македонија со Македонија, пошто имало тогаш добра волја во Бугарија, а додека за Грција тешко, пошто Грција некако стратешка била. Тогаш било кажано дека има англиска војска во Грција и дека не може. Вие еднаш ми рековте дека немало, јас не знам дали имало или не. Да, немаше еден период, немаше кога германците напуштија и отидоја од Индија имаше во Бари во Италија една бригада и таа влезе во Солун, ја пушти или во Афина, така, во Солун. Работата е во тоа што таа негова идеја завршила безуспешно и тоа било едно од разочарувањата негови, што сватил дека прво мислам дека чесни луѓе, извини на изразот, ама не се баш многу за политика, пошто тие веруваат, тренувајќи од себе, веруваат дека сите луѓе исто размислуваат како нив. После имало поплаки затоа што имало ликвидација после војната без судење. За време на војната и кога се случува такви работи не е многу страшно. Ама да се повтори она што било за време на бугарска окупација и на српска окупација, да се ликвидираат луѓе без причина, е многу мислам без судење, не без причина. Најмногу, јас ви кажав еднаш, најмногу него го му предизвикало нелагодност, непријатност, кога се стрелани многу луѓе во Велес без никаква пресуда
Далеко од тоа дека мислел можда дека се сите невини, дека не биле соработници на окупаторот, али тоа се сакал да биде прикажано преку судење, а не преки судови. Не било, пошто цело време се ветувало дека ќе има правна држава, дека такви случаеви нема да има, како што бил Мирче Ацев фрлен од не знам кој страт. Колен Неделковски, како на Дуња ја песекле главата па на кол ја шетале, дека таква работа повеќе нема да се случува во Македонија. На жалост се случило. Покасно разбрав, не од татко ми, од други, дека и во Куманово имало некоја такво стрелање на луѓе без пресуд. И затоа 46-та година татко ми во март си даде Не, се пред да си даде оставка, сакам да ми кажете за бидејќи имаме зборувано и имам читано, меѓутоа ова е за слушателите, за гледачите кои не следат на Фејсбукот, на социјалните мрежи, на YouTube, татко ви дека одби да има државна кола, да оди на работа. Кажете ми патувањето за Прилеп, Скопје и така натаму. Ако се вратиме назад, прво ќе се вратиме дека ние, кога се ослободи Прилеп, ние со мајка ми, ние 4 деца и мајка ми, дојдовме во Прилеп. Татко ми остана во Скопје, во тоа време требаше да најди каде да се сместиме како семејство. Му биле понудени куќи од еврејски куќи кои што биле комплетно наместени. Татко ми посакал, рекол, не сакам на туѓа мака да живеам, сакам стан, ние ќе си го опремиме. Ние живеевме, станот бил од некој бугарски чиновник кој што го ослободил, живеевме и постои ден денеска таа зграда за споменикот на татко ми над кафе Трент на плоштад во Скопје, на плоштад Македонија. Станот бил празен, а мајка ми кажав дека го држала Дујканот и за време татко ми кога бил партизан. Парите што ги имала од Дујканот му ги дала и купиле мебел. Тој мебел, татко ми веројатно претпоставувал дека некоја работа нема да оди како што треба, посакал да му дадат потврда дека е купен мебел. И ние живеевме во тој стан, долу имало војник што го чувал татко. Татко ми на 2 пати, ова зборувам веќе после 13 Скопје ослободено на 13 ноември. Ние, значи, на крај на ноември сме дошле во Скопје, од како се средил станот. Мајка ми веројатно идеше 2-3 пати во Скопје за да го средат станот и ние децата да опојдиме. Татко ми му рекол на војничето да не седиш. Мене не ми треба чување. Првиот ден кога сме се вселиле во станот, дошол шоферот, а кафето Трент до собрание, па не знам дали има појќе од 7-8 минути да се појди. Дошол шоферот, татко ми кажа, зошто дојдете? Па ми рекоа да дојдам да ве земам на работа. Како вика да ме земеш за на работа? Па јас можам пешки дојдам. Ама председател. Не, ама знаете заради ваша безбедност, јас рекол ако се плашам од мојот народ, тоаш не треба да видам председател. И татко ми отишол пеш. Во тоа време нашите познати комунисти, јас викам, нажалост имало црвена буржуазија, нека не ми види многу замерено, имале своја кооперација за снабдување, во која што можело да се најди се. Татко ми не бил член на таа кооперација. Ние се радевме со купони. Времето после војната беше со купони. Една случка од тоа, ќе ви раскажам јас како дете, значи 44-та година или 45-та во почеток, да кажам, сум имала 6 години. А веќе учев. Да не биде многу чудно, јас почнав да учам со неполни 6 години. Ми дале да купам леп. Ми ги дале купоните и ми дале пари, ама врак. Онака како што сум ги носела дете, сум ја отворила, раката изгледа паднале. Кога стасав за да земам леп, побарав, ги нема. Човекот ми рече дека не можам да ви дадам леп, брајка ми ќе ме натепаја, од тој ден останавме без леп, не едо. Мислам, татко ми не беше за тоа да се дели од. Исто се случило и во Горно Врановци. Лазар Колишевски бил во затвор во Бугарија, не бил присутен насно, ама после стасал во Горно Врановци, од како капитулирала Бугарија, најверојатно, и предложил штабот да не се храни на
казанот кај што се ранат другите, татко ми рекол не. Ние со овие луѓе се боревме заедно и заедно ќе јадеме. А дали другите јаделе, не јаделе од казаните, јас не знам. Интересна работа. Сега ме интересираат уште две работи. Ме интересира како си даде оставка вашиот татко и ме интересира како беше земен од дома и однесен затвор и кои беа алибите, оправдувањата на властите за Методија Андонов Ченто, бидејќи ние историчарите знаеме дека уапсен е заради тоа што сакал да се соедини кон Соединетите Американски држави, целокупна Македонија. Не. Друго е во сашност неговата желба. Јас ќе кажам она што го знам. Да, така. Тој бил критикуван многу бил заради желба за Македонија да биде обединета, самостална, бил наречен сепаратист и многу често критикуван на тие состаноци на комунистите и тој сватил дека повеќе не може да биде на таа функција, пошто очигледно непријателство сите према него покажували, си поднесол сам оставка и се вративме во Прилеп во март. И татко ми почна да го разработува дојкано. Која година? Значи, 36-та година во март. Јас имав 7 години кога се вративме во Прилеп. Почна да го разработува дојканот, да си ги обновува врските што ги имал за набавка и сите тие работи. И на 14 јули, онолку колку што знам, татко ми навистина сакал да излези надвор од Македонија, да оди во Париз на мировната конференција. Не за Соединетите Американски држави, во Париз на мировната конференција каде што би го поставил прашањето за обединување на Македонија. Ама тогаш кога е уапсен татко, и покрај тоа што некаде на крај на јули или почеток на август е дури објавено дека е уапсен на граница Грчка, не е точно. Мајка ми така речи присуствувала заради слушателите. Која година, датумот, месец и годината? 1946 година на 14 јули. Добро. Негово објавено дека е фатен на граница со една мала нотка во Нова Македонија. Знаете дека Нова Македонија првиот број е во Горно Врановци отпечатен. Го знаете тоа. И ние во сашност не знаевме каде е татко ми подолго време. Сите тие додека не се објави, а пред тоа мајка ми веќе појдена во. А како беше земен од дома? Како беше уапсен? Не, татко ми излегол на ноќта. Не знам дали сакал тоа. Не можам да кажам дали сакал негде доли, дали сакал негде да бега. Важно е, буквално така речи претпорта. Ние дома имавме на шега велевне, ја преместиле грчката граница пред нашата порта. Мајка ми присуствува на она стои и во Прилеп веќе другиот ден се знаело дека татко ми е уапсен. Ме разбирате? Не било тоа тајна, имало сигурно луѓе што го слушнале тоа, али мајка ми не можеше по сите врати што појде никој не ја кажа каде. И заради тоа мајка ми отиде во Белград кај Тито. Мислам дека после нејзиното одење кај Тито таа кажа тогаш дека Тито и рекол, јас му реков да остани, да не си дава оставка, имал комуникација, Ченто вика не сакаше да. Значи да повториме за нашите македонци. Значи, вашата мајка оди во Белград да се види со Тито. И Тито ја прима, не е се така? Ја прима, да, точно, ја прима. Ја прима и кажува дека моје беше Ченто да си остани, пошто тој пред тоа веќе се откажали од пратеник во Собранието на Југославија да биде. И јас му викав да не се откажува, тој се откажува, мајка ми го раскажуваше. И затоа во ред, не знам јас каде, ама и после тоа се објави дека татко ми е уапсен на граница. После тоа почна голготата наша на семејството, што траеше многу долго. Мајка ми поготово сиот тој товар го поднесе, пошто остана
без никакви примања, 48 година, поготово кога се направи да нема приватна собственост, бевме принудени да почнеме да садиме тутун, а мајка ми да работи најразлични рачни работи. Јас викам, мајка ми од 24 сати 48 работеше, за да не одгледа. Што работеше? Мајка ми беше многу добра домаќинка, знаеше да шиеше, знаеше да плетеше, знаеше да ткаеше и плюс переше чашафи од фурните што месеа леп и од кафаните чашафите што беа во кафаните. Мајка ми работеше се. И 48 година, кога немаше повеќе приватна собственост, ако не сте вработен или земјоделец, не можете да добијате бонови кои што до 52 година ги имавме за снабдување и ние почнавме да садим и тутун во семејството. Мајка ми одеше секој месец во Скопје. Беше татко ми прво во централен затвор, а после неколку години го префрлија во Идризо. Првите години 3-4 беше во централен затвор. Така да... Кога прв пат отиде да го видиш татко ти во затвор? Поголем. Не првите години, некаде околу 9 години, веројатно, колку што се сеќавам. Така? Беше мачно патување. Мачно патувањето беше кај офицерскиот дом што се сруши за време на земјотресот, стоеа арабаџиски коли со кои што одевме, го вика еве навидување со затворениците, и додека не се наполнеа колите. Не одевте со воз, туку со арабаџиски коли. Не, до Скопје одевме со воз. Од Скопје, зборувам, од Скопје кој ќе појдевме во Скопје. Добро. Одевме со арабаџиска кола до Идризово, пошто Идризово сепак е оддалечено од Скопје, од централот. Да. И како беше средбата, можете да опишете некој од средбите? Средбата, па татком беше на едно 3-4 метра оддалечен. Од нас имаше една ограда, поуште една ограда, а измеѓу се шеташе полицај, милиционер, тогаш беа милиционери. Никогаш не можев да го прегарнам татко ми, никогаш не можев да го допрам. Тој само секоја година мајка ми, имам слики, не сликаше за да му испрати слика да види како растиме. Неговото име после 46 година затворањето стана табу тема, не смееше да се спомнува се до 90-та година. Уште неосуден, татко ми дојде од Скопје по наредба на тогашната врхушка. Мајка ми беше отсутна, ние како деца игравме во пред дворот, пред куќата. Така беше, мислам, сите ние деца игравме на улиците, немаше коли и сообраќај. Дојдоа со 3 камиони да го кренат на мештаот што го украл Ченто од Скопје. Да го украл, кажувам. Брат ми, најстариот, имаше 46 година, 14 години. И од тие наши другари со високи чизми и мантири кожни, еден му стави пиштол во главата. На брат ти? На брат ми, да. Отворија портата, брат ми рече, мајка ми не е тука, не можам да отворам. Еден од соседите му рече, постави го детето, гледаш дете е, па гуди тој со пиштол соседот, по меѓувреме стаса мајка ми, го прочита барањето, наредбата за да се одземи. Ширум му ја отвори портата и рече, повелете, земајте. Нашата куќа имаше 2 соби по 14 квадрати и едно малечко собче од 8 квадрати. Не знам, да предпоставиме каков се намештај можеше во тие да собери. Прашање, се да кажем, дали можеше 3 камиони да се наполнат. И тие во владењето го искршија на мештај. Со белешките што ги имаше мајка ми, поново отиде во Белград, во маршалато, тогаш мислам дека не има примено Тито, во маршалато, по известно време ни ги спатија парите што беа дадени за намештај. Добро, дали мајка ви ваша се гледаше со татко ви, дали имаше услови таа да сепак со Не. Да го прегрни, да го бати? Исто како не, ова е сега ново што имаат викенди затворениците, не. Само еднаш во месец имаше право да појде. И само онака како што ви кажав, на едно 3-4 метра оддалечено, само да се види
Му праќавме редовно, мајка ми покрај сето тоа што беше недостаток огромен. Јас викам, имаше време после војната кога и луѓето што имаа пари немаше што да купат, немаше продукти. Секогаш за татко ми се најдуваше да му испрати пакет, да му однеси пакет кој ќе одеше, а колку од тоа татко ми добиваше не знаеме, никогаш не каже. Знам само додека беше во затвор, побара да му испратиме француски речник и тетрадки, татко ми учеше француски јазик во затвор. И како се споболи вашиот татко во затвор? И уште само ова да ти кажам за од затвор кога се врати, татко ми донесе шаховски фигури направени од леп. Од леп? Од леп, од леп. Татко ми кажуваше, само не кажуваше многу за затворските денови, само кажуваше дека благодарение што имале дневна доза на цигари што му давале, тој ги разменувал пошто не пушеше, за леп на затворениците разменувале леп за цигарите и тој направи шаховски фигури, беа црно и бели. Црното не ми е јасно како успел да ги обои. На жалост, пошто беа од леп, се уништија. Многу ми е жал што не најдовме начин да ги сочуваме. Сепак не беше од материјал што можеше да се сочува. А иначе, Што друго остави од затворот вашиот татко Ченто? Ништо, немаше ништо од затвор. Не, од затвор не, али имавме огромна, кажам, библиотека. Ние од него имавме, тој имаше огромна библиотека, во главно марксистичка. Мислам дека многу му бил системот во Русија. Пошто ние, знаете, сите во мислевме дека идеален систем. Ленинизм. Сакам да ми кажете за животот во затворот. Бидејќи гледав некои слики, станува збор за силен маж, мускулест, изграден добро, јако. Го памтите вие така како таков вашиот татко? Голем? Навистина. Па не спомнавме дека татко ми бил член, пошто и друг пат сме разговарале, не спомнавме дека татко ми бил член на оваја, на Соколското, се занимавал со гимнастика, пошто бил физички неисхранет. И кога почнал да заработува, сватил дека само со добра храна и со спорт може да го зајакни организмот. Бил навратило, има негови слики што бил. Со велосипеди, немал тоаш со велосипеди се занимавал, играше извонредно шах, мислам, воопшто се правил за да се доразвија, многу читаше. Мислам, тоа секогаш се сеќавам кратки моменти кои сме имале, тоа беше со книгата во рака. За да бидеш председател во тоа време и на такви луѓе, нормално треба да си многу начитан и многу паметен и да си човек со визии во споредба со овие луѓе што ги носат од подрумите, од некаде. Ќе ги интересира гледачите и како го добил прекарот Ченто. Јако можда е и познат и не е познат. Затоа што Ченто во сашност, ако некој знае, италијански збор значи 100, али не е по тоа неговиот надимок. Татко ми бил, ја водел чајтата на Соколите, а тие биле друштво на гимнастичари, на спортисти. И наместо да каже во една негова прилика кога требало Чето стој, тој рекол Ченто стој. И во прилеп не треба многу, знаете, прилепчани сме мајтабџи, не требало многу. Наредниот ден сите почнале да вика еве го Ченто Стасе, и така му останал прекарот и до ден денеска тој е познат како Ченто, повеќе отколку Методи Андоновски, да кажеме, Методи Андоновски. Да, наместо Чето стој, Ченто стој погрешно. Ченто стој. Мислам дека ќе биде интересно, ми текна дека тоа можам да го кажам, а кажав дека беше табу тема комплетна до 90-та година. 90-та година прв пат во организација на МАК се одржа една прослава на 24 јули, на денот на неговата смрт. Јас бев, кога се врати од затвор, последна година во гимназија. 17-18 години? Немав полни 17, јас матурирав на 17 години. Затоа што ви викам, затоа што сум била висока и кога ме прашале, брат ми го пуштиле да ме запиши за бавиште,
Ама кога ме прашале дали знам да пишувам и да читам, јас сум знаела и да читам и да пишувам, пошто имав тројца брајка и покрај нив сум учела. И ме запишале во прво одделение и татко ми кога ја го виде свидетелството од прво одделение и рече на мајка ми да појдиш, а тоа се случуваше во Скопје додека беше председател, да појдиш на учителката да ја кажеш да повторува, пошто ова е затоа што сум јас председател. И мајка ми отишла да ја каже на учителката и таа рекла запишете кај друга учителка ми беше најдобра во одделение. И јас сум продолжила, дури кога матурирав од класен, пошто тогаш убаво пишував, сега многу лошо пишувам. Сакам да ми кажете за вашиот татко. Вие бевте 17 неполни години. Како го пречекавте? Како си дојде вашиот татко? Збунето да ви кажам. Брат ми Илија беше во Скопје на факултет. Брат ми Андон беше војска и беше дојден тоаш на отсуство. Значи дома бевме јас, мајка ми и моите двајца браќа, брат ми Илија беше во Скопје. На брат ми Илија вујко ми живееше во Скопје и знаеше каде живее. Дотрчал, одел да го посети вујко ми, дотрчал братучет ми, му рекол бате си дојде татко ти. И брат ми го нашол татко ми кај вујко ми. И отишол на железничка станица возот и немаше други комуникации, да му каже на некој од патниците да помини и да ни каже дека татко ми ќе си дојди вечер со брат ми. Брат ми Владимир бил Бепчо, иначе во Прилеп познат, бил на улица. Ние живееме во Прилеп на улица Сотка Георгиевски, таа води за на Могила, ама не живеевме на таа улица, ами во близина на бившата железничка, поранешната железничка станица. И човекот го прашал, има некој овде, стоеле децава на аголот према на улицата, има некој дете од Ченто? Има, јас сум, рекол син на Ченто. Кажете му дека вечер ќе си дојде. И доаѓа брат ми дома и вика, мамо, татко ми ќе си дојде вечер со возо во толку сат. И мајка ми вика, мајде, дете, кој ти каже еден човек, се и тој неозбилен, мислам, не дошол, не влегол дома да ја каже на мајка ми, ајде мајче, кој те зафркава, му рекла. Те излагал некој. Ама, ко се приближи времето за возот, брат ми Андон и брат ми Владимир отидоа на железничка станица. Рекој, ја ќе одиме ние на станица да видиме. Ако не излагал, не излагал. И јас и мајка ми седевме дома и само слушнавме Пајтон. Знаете Пајтон шо е? Пајтоно знаеше да звони Пајтон пред врата. Ние слегуваме и татко ми слегува, мајка ми доби шок. Мајка ми иначе имаше проблеми со срцето, доби шок. Ние бевме сите максимално збунети, затечени, затоа што беше осуден на 11 години, а одлежа 9 години и 2 месеци. Како изгледаше? Променет беше, ослабен беше? Комплетно изменен. Многу ослабен, многу измачен, многу остарен, а имаше, ко се врати од затвор, само 53 години. Колку години? 50? 53. 53 години. 53 години имаше, затоа што е роден во август, на 17 август 1902 година. Имаше само 53 години, ко си дојде 55-та година. Дека беше лето, беше во летни јалишта, значи забележително беше дека беше... Толку бев збунета, толку изненадена и толку тешко. Како да не го гледавте тој ваш татко со мускули, толкавај големи мускули. Да застана пред мене еден непознат човек, за кого што и ние бевме далечни непознати. Тој не виде како растим. Ако нешто жалам во животот, еве ме слушате како зборувам, што јас немав среќа покрај еден таков човек да израснам заедно со него. Затоа што 9 години од мојот живот, кога сум се формирала како личност, татко ми не беше покрај мене. Среќна сум што имав многу голем човек покрај себе, мајка ми беше навистина голем човек, со извонредно познавање, немаше завршено некоја висока школа, ама мајка ми стално беше и таа со книгата во ракце, кој че најдеше време. Беше интелигентна, паметна жена, вредна, што успеа, негово беше кога дојде да се заблагодари. Така. Што не одгледала. Така, секоја чест на вашата мајка.
уште ме интересира за вашиот татко, ме интересира првата средба, таа средба, поздравите, зборовите, кој беше, ако се сеќавате, кои беа првите зборови? Само прегратки. Само прегратки што траеа многу долго и што беше она чувство дека конечно ете татко ми можам да го прегарнам после толку години. Само прегратки беа. Не знам дали нешто сум зборнала, знам дека не прегарнуваше сите четворица со своите раце, знам дека многу се радуваше за тоа што учиме добро. Уште како мали кога сме биле велел, ако моите деца учат добро, јас ќе ги испратам на факултети во Англија, во Франција, некаде, пошто заработувал добро како трговец. Беше пресреќен што брат ми е веќе 4-та година на факултет. Марија, ние историчарите знаеме дека го пуштија бидејќи бил болен и пред умирање. Дали вие не знаеме. Дозволи. Не. Дали вие знаевте за болеста на вашиот татко? Дали знаевте што се случува и зошто го пуштија? Не знаевме зошто, не знаевме, знаевме дека условно е пуштен, а не знаевме дека бил болен. Првите знаци на болеста, јас веќе 56-та година матурирав, есента заминав во Скопје на факултет. Мајка ми некаде во јануар кажа дека нешто не му е добро на татко ми. Тоа беше во јануар. Татко ми кога се врати од затвор, тоа беше август, така? Од август до јануари. Не, во септември. Во септември се врати татко ми од затвор. Во почеток на септември, 5 септември мислам дека беше. Не ме држи се за збор, мислам дека беше 5 септември. Кога се врати татко ми од затвор, не сакаше да работи во државна работа. Почна да работи, пошто како затвореник работел на арматури. Работел и во циглана, работел и во ткајачница, макар да политичките затвореници не мора да работат, колку што знам, тешка физичка работа, но тоа не беше исклучено. Веројатно како човек не можел ни да седи, пошто беше многу вреден. Почна да се занимава со да помага за изработка на арматури и одеше луѓе што сакаат да направат абдесани, ги викавме ние, од бетон, со арматура да му направи. Тоа работеше, се трудеше и почнавме поново да садиме тутун од кога се врати тој, за да може да имаме примања во семејството. Работеше, ја викавме во градска кафана, сега има некоја кладилница таму во центарот. Работеше на тој објект, арматурите ги врзуваше за столбовите. Луѓето што го знава Прилепчани, кажуваја дека сакале да се поздрават, тој на сите му веле, одете си, не ве познавам, не сакајќи да ги стави во непријатна положба, пошто нашето семејство беше прислушувано, надгледувано, не сакал на никого да му направи неприлика. Тоа е неговата историја и некаде во мај, мајка ми кажа конечно дека многу му е лошо, почеток на мај, многу му е лошо на татко ми. Татко ми дојде во Скопје со брат ми. А од што беше заболен во затворот? Сега ќе ви кажам, имаше добар пријател лекар, Самарџиовски Никола, го прегледал и рекол Методија, не ти е баш најдобра сликата. Напишал што е, татко ми не беше неписмен човек, напишал карцином, татко ми сватил што е и дојде во Скопје со брат ми рак на желудец. Рак на желудец имаше. Дојде во Скопје да побара, да му дадат пашапорт, пошто читал, оти се лечи во Швајцарија, под услов и кујчата да ја продаде ми се за да може да оди на лечење, не му дадат пашапорт да излези. И некаде во јуни, на крај на јуни, уште јас бев во Скопје на факултет, беше на операција негов добар пријател, доктор Панче Караѓов, кој што кога излегол и кажа на мајка ми дека ми замрзнува интернетот. Ицко, ме слушате? Јас ве слушам, ама како да замрзнува интернетот. Се слушаме, Ицо? Да, јас ве слушам, ама вашиот интернет. Се слушаме? Да, ве слушам.
Да, ве слушам јас. Продолжи, Марија. Продолжи да зборуваш, продолжи. Почитувани слушатели, неверојатно тука ќе дојде и крајот на нашиот разговор со ќерката на Методија Андонов Ченто, Марија, која, ако не се приклучи уште еднаш, најверојатно ќе треба. Јас, ако ме слушате, Марија и Билјана, приклучете се уште еднаш, ќе ве прифатам за да го завршиме интервјуто. Додека вие очекувам да се приклучите на истиот линк што го пратив, истиот линк, ќе ве замолам да се приклучите. Еве, слушнавме на добра сторија од ќерката на Методија Андонов Ченто за од неговата ќерка Марија Јакимовска Ченто, која ги раскажа сите патешествија на нејзиниот татко. Да, јас ве очекувам да се јавите, Марија, повторно. Ќе ве прифатам, камера треба да имате. Камерата приклучете ја. Не гледаме ништо, само ќе го направи тоа. Да, еве, одлично е, да. Само да го завршиме, јас зборував додека вие бевте исклучени, дека станува збор за едно исклучителна, силна македонска историска личност, Методија Андонов Ченто, и дека вие... Не знам кога се прекине. Во ред, се е во ред, само сакам да завршиме последното со она, веќе вие кажавте за болеста, кажавте се, уште ова ме интересира, знам дека и слушателите ги интересира. На Прилепчани им беше забрането да комуницираат со вас, со вашата фамилија, а исто така на вас ви беше така речи забрането да, нели, бевте прислушкувани. Меѓутоа погребот кажува нешто друго. На погребот... Јас не сакам да расправам за голготата што го преживеа моето семејство, за сите оние проблеми што мајка ми ги имаше. Имаше многу проблеми од тогашните наши другари во наводници. Не сакам да кажам колку моите браќа имаа проблеми во нивното школување. На наша среќа секогаш имало луѓе кои што наоѓале начин да ни помогнат како на семејство. Ги спомнав прегеска тие пријателите од Забрчани беа навистина добри пријатели кај што престојувавме. Имаше и други луѓе кои што знаеа да ни помогнат, а за погребот знаевме дека е комплетно забрането да се присуствува на погребот, на жалост и покрај сите забрани и закани на Прилепчани. И покрај се што татко ми од сегде го избришаја. Дури и историјата е преправија. Години наред кога се зборуваше за Аснон, од тие години кога беше во затвор, никогаш името негово не се спомнуваше, не сватија дека на Прилепчани не му требаше пишана историја. Македонците, честни, го почитуваа татко. Погребот беше величенство. Имаше премногу народ и на се додека врвевме, татко ми беше закопан. На сликата ве гледам, вие носите сликата од татко ви? Не ја носам јас од татко ми сликата, таа е една моја втора братучеда што ја носи сликата. Јас по поворката после, јас многу тешко го примив умирањето на татко ми, многу тешко. Еве и ден денеска, поминаа годинава 65 години, јас тој момент никогаш не можам да го заборавам, кога јас бев отсутна од дома. Бев да земам заем за тутуно и ме сретна негов пријател да ме праша очи. Јас не се сеќам. А народот на секаде кај што врвевме беше закопан во близина на германски гробишта, што ми викаме на тој крај. Обично се одеше на сите порти, луѓето стоја и му даваа почит. Народот македонски го зачува него. Добро, неговата љубов за Македонија во својата колективна меморија и ден денес.
Мене ми е драго што многу луѓе се уште од нас. Пак се тек. Уште еднаш јас сакам да ви се заблагодарам, Марија. Вечна слава на вашиот татко, на вашата фамилија и нека ни е честит и многовековит 11 октомври.